Разговараме со господја Вања Лазаридис од ИОМ за актуелните текови на веќе затворената мигрантско-бегалска рута, меѓутоа се уште многу активен проток на лица на недозволените премини на македонско-грчката граница и се разбира обид за пробив кон северните граници и кон Западна Европа. Господја Лазаридис, дали откако е затворена балканската рута се зголеми можноста за криумчарење на бегалци и мигранти? Најпрво благодарам на поканата и веднаш да одговорам на вашето прашање. Значи, во услови на зголемени гранични контроли, мигрантите кои сметаат дека не може да ги преминат границите на легален начин, користат услуги за премин на границите на ирегуларен начин од криумчарење на мигранти. Од причина што фасилитирањето на ирегуларната миграција, тоест криумчарењето на мигранти е пазарно ориентиран криминал, тоест поголема побарувачка за оваа, ајде така ќе наречам услуга, носи зголемени цени на истата. Во поскоро време мигрантите изјавуваат дека плаќаат помеѓу 6 и 8.000 евра за патување од Турција до земјите од западен ЕУ како финална дестинација. Така, што може да се преземе во функција на намалување на овие појави, особено ова што го зборуваме и трговијата со луѓе? Најпрво сакам да нагласам дека мигрантите може да бидат изложени и на трговија со луѓе и на криумчарење. Например, многу тргувани лица го започнуваат своето патување како криумчарени мигранти, договарајќи се со поединец или со група да им помогне во ирегуларното движење, а за возврат нели исплаќаат одредена сума. Во класична ситуација на криумчарење на мигранти, односот промеѓу криумчарот и мигрантот е доброволен, краткорочен и завршува по пристигнување на лицето во земјата на дестинација. Меѓутоа, тоа што неретко се случува е дека во текот на криумчарењето мигрантите и бегалците се во ризик или се изложени на експлоатативни практики, тоест на трговија со луѓе со цел сексуална, трудова експлоатација и така натаму. Во контекст на вашето прашање би потенцирале дека е потребно континуирано унапредување на соработката помеѓу земјите низ кои поминуваат мигрантите и бегалците, да се откријат и да се процесираат организаторите, тоест сторителите на кривичното дело, како и да се обезбеди идентификација и заштита на жртвите од ранливите категории на мигранти. Ова е особено од големо значење, земајќи во предвид дека во мешаните миграцијски текови има бегалци, деца, самохрани мајки и непридружувани малолетници, како и мигранти и бегалци кои веќе до оваа точка биле предмет на насилства и експлоатативни практики и во овој контекст е можно значајно идентификување на ранливоста и нивна адекватна заштита. Ке нагласам дека, како што утврдува глобалниот компакт на миграција на Обединетите нации, оно што е битно на глобално ниво е со цел превенција на криумчарењето, е соработка помеѓу државите во делот на јакнење на градење на свеста за ризиците поврзани со криумчарењето на мигранти, како и во делот на истрагите. Исто така и во континуирано јакнење на капацитетите со посебен акцент на земјите од каде потекнуваат ирегуларните мигранти. Какви се миграцијските трендови во Западен Балкан последниве години? Трендовите во Западен Балкан воглавно се под влијание на состојбата долж источно-медитеранската рута, безбедносната ситуација во земјите од Блискиот Исток, како и во земјите од Северна Африка. После 2015 година и така наречената европска миграцијска криза, кога низ балканската рута беа нотирани околу 1 милион бегалци и мигранти, во годините што следат забележан е значителен пад во бројките. Како и да е, во само првите 4 месеци од 2020 година, приливот на мигранти од источен Медитеран е намален за отприлика 75% и овој тренд продолжува и во оваа година. Ова исто така се нотира и во состојбата во Република Северна Македонија. И како последно прашање, на што се насочени активностите на ИОМ во овој период и кои се вашите стратешки цели поврзани со миграцијските текови? Значи, активностите на ИОМ се фокусирани на заштита
на мигрантите, значи активно соработуваме со државните институции во прифатно-транзитните центри, значи во делот на заштита, потоа значи фокусирани сме особено на состојбата со ковид. Пружаме значи поддршка на државата и на институциите, значи активно вклучени во прифатно-транзитните центри, како и во континуираното градење на капацитети. Значи, ние од 2015 година, значи, соработуваме со државата и со државните институции кои што активно работат на оваа тема, како во градењето на нивните капацитети, на техничко ниво, така и на оперативно ниво. Имаше ли, еве ме поттикнавте уште на едно прашање, дали имаше предизвици со пандемијата поврзани со нели сместувањето или понатаму протокот на мигрантите, враќањето во, да речеме, во земјата од која што дошле? За жал, една од активностите на Меѓународната организација за миграција е асистираното доброволно враќање, каде што всушност асистираме на оние мигранти кои што не се веќе под меѓународна заштита или не побарале меѓународна заштита и сакаат да се вратат во својата матична земја. Значи, преку програмата за асистирано доброволно враќање, за жал, со почетокот на пандемијата од минатата година, имавме благо стопирање на оваа активност, преди се понајвеќе заради недостапноста на авионски летови, значи, како што знаете, многу аеродроми беа затворени. Можеби тоа е еден од предизвиците со кои што се соочивме. Но од друга страна, пак во прифатно-транзитните центри ситуацијата е сосема стабилна. Значи, ние во изминатиот период, со почетокот на ковид пандемијата, асистиравме на прифатно-транзитните центри и на институциите тамо да се превземат сите мерки, да се унапредат условите со цел заштита и превенција. До сега нема ниту еден, значи, има нотирано неколку случаеви од страна на Институтот за јавно здравје, но нема посериозни случаеви на COVID-19 во прифатно-транзитните центри.